Блажени се чистите во срце, Матеј 5:8, зашто тие ќе го видат Бога. Ова е еден краток стих, шестото блаженство, со неверојатен предизвик. Но и охрабрува, неверојатно охрабрува. Знаете, Бог највеќе што сака, јас така мислам, верувам, е повторно да се сретне и да се види со нас. Јас верувам дека и ние сакаме да се видиме со Бога, меѓутоа, за да тоа се оствари, зашто ова блаженство кажува дека само чистите по срце, ова не го додавам, јас туку кажав денеска во еврејскиот, тоа всушност е значењето. Само чистите во срце ќе го видат Бога. А тие се и оние кои што се милостиви, тоа се и оние кои што се гладни и жени за правда, тоа се истите тие кои што се бедни по дух, кротки и така натаму. Навистина ова е предизвик. Но тука сме да ја чуеме вистината, па каква и да е, колку и да е болна и тешка. Знаете, ако ова не е можно, па не за джабе се опеани толку многу песни. Знаете ли колку песни има во песнарката? Не знам, не ги броев, ама кај што зборува за чисто срце, за чистење и така натаму и така натаму. Испеавме една, 123-та. Чист како снег. Ќе прочитам неколку стикови од две други песни. 119. Јас морам да сум сосем чист и овде на тој свет. Одај ми свет и живот чист и вечен благослов. 162. Рефренот. О чист, без гревој ќе наследам дом, о чист и верен во животот свој. Што пишувале овие, какви песни компонирале, ако ова е нешто невозможно. Знаете, сега малку звучам како дојчин. Значи, ако се вели дека чистите по срце ќе го видат Бога, тогаш тоа значи чисто срце, не значи нечисто, како тоа значи се изразува. Се значи се. Овде мора да спомнеме прво дека, мислам, самиот стих, самиот по себе кажува дека не станува збор за церемонијална чистота. Знаете, на церемонијалната чистота толку многу внимание и обрнувале евреите и ставале акцент. Па и оттаму оние еден куп прописи. Ова треба, вака треба, така треба, ова да правиш, тоа да правиш. Но овде вели чистите во срце. Надворешната чистота, таа церемонијална чистота не ви го чисти срцето. Еве што вели Елен Вајд во мисли од гората на блаженствата. Нивните мисли на евреите биле обземени со правила, ограничувања и страф да не се осквернат од надвор и не можеле да ја забележат дамката што себичноста и злобата ја остава на душата. Надворешноста. Поготоа фарисеите имале проблем со тоа, меѓутоа тоа им е било целта. Ако веќе целта им била да ги видат луѓето и да се прикажат пред луѓето како нешто посебни, тогаш нормално е вниманието да се обрне на надворешноста. Внатрешноста никој не ја гледа, освен Бог. Значи, само чистите по срце ќе имаат прилика да го видат Бога, односно да бидат со Него во царството, со други зборови. Тоа е сите блаженства, тоа е целата проповед на гората на блаженствата, што Исус ја кажува. Значи, огромен предизвик и ова всушност ја покажува и важноста на правилното сваќање на овие зборови во Матеј 5:8. Да видиме првен за потребата за чисто срце. Зошто е потребно чисто срце? Дотвориме во 24 псалм.
Од 1 до 4 стих читам. Овој псалм малку се поклопува со 15-тиот кој што го проучувавме. А интересно е што баш вчера гледав на 27 април оваа година, значи пред точно 3 месеци, исто 27 сабота, сум имал тема под наслов Чисти срца, меѓутоа обработувајќи го 51-иот псалм, ако се сеќавате. Малку ќе го фатиме и него, неизбежно е да се спомне 51-иот псалм кога се зборува на оваа тема, но 24-иот псалм од 1 до 4. Господова е земјата. Значи сега гледаме потребата за чисто срце. Зошто е потребно да имаме чисто срце? Зошто Бог бара чисто срце? Господова е земјата, вели, и се што е на неа, светот и сите кои живеат во него, зашто тој го основа над морињата и го зацврсти над реките. Кој ќе се искачи на Господовата гора? Кој ќе застане на неговото свето место? Оној кој има чисти раце и невино срце, или во другиот превод е обратно, невини раце и чисто срце, а всушност е чисти раце и чисто срце. Clean hands and pure heart. Како ќе го преведеш? Чисто. Значи, оној кој има чисти раце и чисто срце, кој не ја предаде својата душа на суетата и кој не се заколнува лажно. Значи, кој ќе се искачи на Господовата гора? Оној кој што има чисто срце. 15-тиот псалм. Од 1 до 5. Господи, кој може да живее во Твојот шатор? Повторно истата идеја. Кој може да биде со Господа воопшто? Реков, најголема желба негова е повторно да живее со нас. Па целиот план на спасение, целото светилиште во Стариот Завет, тоа било всушност пат до светињата на светињите, пат до Него, до Неговиот престол. Господи, кој може да живее во Твојот шатор? Кој ќе се настани во Твојата света гора? Оној кој оди непорочно. Ова е она што произлегува од чисто срце. Оној кој оди непорочно, кој твори правда, изборува вистина од своето срце, кој не клевети со својот јазик, кој не му прави зло на ближниот и не го срамоти својот сосед, кој го презира лукавиот, а ги почитува оние кои се бојат од Господа, кој се заколнува на своја штета, па не се одречува, кој не го дава своето сребро за добивка и не прима подкуп против невиниот, кој постапува така, нема да се колеба никогаш. Драги браќи и сестри, не се колебајте никогаш да се стремите кон идеалот на чисто срце. Без оглед на тоа што може за овој свет, за жал, може би за некои браќи и сестри, тоа е лудо. Ти може би си глуп ако си таков, ако си искрен, ако си, како што вели овде, секогаш зборуваш вистина од своето срце и така натаму сите овие карактеристики. За жал, тоа се гледа како слабост денеска. Меѓутоа, немој да се колебате, затоа што таквите, кој постапува вака, вели псалмот, нема да се колеба никогаш. И на крајот, тој ќе биде оној кој што ќе живее во Господовиот шатор. Значи, ако сакаме да бидеме со Бога во Неговото царство, мораме да имаме чисто срце. А што значи да се има чисто срце? Цитат од Мисли од гората на блаженството. Исусовите зборови, блажени се чистите по срце, имаат и едно подлабоко значење. Не само човек да биде чист во онаа смисла како што светот ја сваќа непорочноста, слободен од оно што е сетилно, неосквернет со страстни желби, значи не само тоа, туку искрен и во сите скриени намери и мотиви на срцето, слободен од гордоста и самолюбието, скромен, несебичен, сличен на дете. Како едно дете. Чисто, искрено, едноставно. И спомнав денес, чисто значи 100%, како што спомнавме и за сокот гроздов, кој што ете го пиеме за светата прича, затоа што и Исус не оставил пример преку тоа. Тој, она што го направил и во Кана Галилејска на свадбата, било што? Чист гроздов сок.
чисто, 100%, не помешано, без никакви додатоци, без, едноставно, 100% е тоа. Грозје. И ова навистина звучи како голем предизвик. Звучи некако неверојатно. Можно ли е? Псалм 86. 8, 9 и 10. Односно, ќе читаме повеќе стихови, но од 8 почнуваме. 86 псалм. Ти нема рамен меѓу боговите. Господи, нема дела какви што се Твоите. Сите народи што ги создаде, ќе дојдат и ќе ти се поклонуваат, о Господи, и ќе го прославуваат Твоето име. Зашто Ти си величествен и правиш чуда. Ти си единствен Бог. Браќи и сестри, Бог е свет. Како ние можеме се појавиме такви какви што сме пред живиот Бог? Само чисти. Се малку ќе направам тука пресек на псалмот, подосна ќе прочитаме други подоле стихови, меѓутоа Евреите 12:14. Интересен стих, го знаете, Евреите 12:14. Значи, Матеј 5:8 вели, чистите по срце ќе го видат Бога. Одговараме на прашањето што значи тоа да имаш чисто срце. Евреите 12:14, како реков? Да, 12:14. Вели, стремете се кон мирот со сите и кон светоста, без која никој не може да го види Господа. Што значи чисто срце тоа? Ова е многу едноставно да се одговори. Ако чистите по срце се единствените кои ќе го видат Бога, овде вели, без светоста не може никој да го види Бога. Чисто срце значи светост, свето. Значи, Бог е свет, Бог е единствен. Нема никој рамен на Господа. И сега од 11 стих продолжуваме, 11 и 12 од псалмот, значи од 86 псалм. Еве која е соодветната реакција на еден човек, еден христијанин, на ваквиот Бог, кој што е единствен, кој што е свет, кој што е чист. Научи ме на својот пат, 11 стих, Господи, за да одам верен кон Тебе, обедини го моето срце, ова е интересен израз, обедини го моето срце да се бои од Твоето име. Ке Те фалам, Господи мој Боже, со сето свое срце, ќе го славам Твоето име довека. Обедини го моето срце да биде цело, да не биде поделено. А да бидеме реални, ако бидеме искрени кон самите себе, ние сме баш такви. Ние сме се уште со поделено срце. Како што кажав, ова утро, уште се бориме со Господа, се уште не сме му се предале целосно. Ајде да зборувам јас за мене. Меѓутоа, секој на себе нека си одговори. Научи ме на својот пат, Господи, за да одам верен кон Тебе, обедини го моето срце да се бои од Твоето име. Ке Те фалам, Господи, мој Боже, со сето свое срце, ќе го славам Твоето име довека, за да го славам Господа со сето свое срце, за да му служам со сето свое срце на крајот на криштата. И првата заповед гласи, што? Люби го Бога со сето свое срце, не со поделено. 100%. Чисто. Тоа значи чисто срце. Еве, ќе го спомнеме стихот од средата што беше. 1 Коринќаните 10:31. Според тоа, јадете ли, пиете ли, или што и да правите друго? Што? Како треба да го правиме? Правите го за Божја слава. Се што правиме, треба да правиме на Божја слава. За Негова прослава. Со единствен мотив. Значи, се што правиме, мотивот треба да биде тој, да го прославиме Бога. Господ не прифаќа поделена служба.
Тоа не може да биде, не може да предпоставяте си во храмот Божи да имате да е престолот Божи, а до него или наспроти него или како и да е престол на некој си друг. Бог под наводници. Идол, што и да е. Што вели во Матеј 6:24, исто во проповета на гората на блаженството. Никој не може да им служи на два господара, Матеј 6:24. Никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бога и на мамона. Невозможно е тоа. Бог не може да прифати поделена служба. Затоа бара чисто срце. Значи, искрен во сите скриени намери, што беше Елен Вајт, и мотиви на срцето, слободен од гордоста и самолюбието, скромен, несебичен, сличен на дете. Висок идеал, навистина. Во истата глава, Матеј 6 глава, мислам во претходно прочитавме 24 стих, Матеј 6 глава, повторно тоа е истата проповед, Христова, тој предупредува против лицемерието. Кој знае колку пати сме зборували овде, меѓутоа, кога зборуваме за чисто срце, оној кој што се стреми кон чисто срце, или оној кој што има чисто срце, го мрази лицемерието. Можете да видите во Новиот Завет како Исус се однесува. Зошто Исус толку поинаку се однесува кон лицемерите во однос на сите други? Затоа што го мрази лицемерието. Значи, Матеј 6 глава од 1 стих, зборувајќи за фарисеите секако, меѓутоа поука и за нас. Внимавајте да не ја вршите својата правда пред луѓето, за да ве видат тие, инаку немате награда од вашиот татко кој е во небесата. Ако сакате награда од таткото, не го правите тоа за луѓе. Ако го правите за луѓето, вие како да барате награда од нив. И тоа е факт. Така е. И така кога правиш милостина, кога даваш милостина, еве сега спомнува некои моменти, не труби пред себе, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да бидат славени од луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. Значи и тие имаат своја награда, ама не е наградата од таткото. Не ја бараат и не живеат за да го прослават Бога, туку за да се прослават самите себе. Луѓето да ги слават, луѓето да ги фалат. Што ќе ви ја сета пофалба и слава од луѓето, ако завршите кај што не треба? Што ќе ви е? Кој е тој славен и најславен на оваа земја, кој и да е и што и да е бил, што, не знам, вечно ќе живее? Освен ако не се покајал, освен ако не дошол кај Господа. Имате споменици низ светот, имате многу ликови на кои што им се водушевуваме во разни области, славни и така натаму. Што е тоа? Што постигнале на крајот? Ако го ја загубат душата. Придоби го и целиот свет, ако сакаш, тели. Меѓутоа, ако и напакости на душата, џабе е. Џабе е славата од луѓето. Третиот стига, ти кога правиш милостина, нека не ти знае левицата што ти прави десницата. Толку тоа треба да биде тајно. Затоа што Господ тоа што го гледа тајно, ќе го награди јавно. А наопаку ги вртиме работите, сакаме јавно да биде да не видат луѓето и ќе не слават луѓето. Па тогаш ќе си ја добиеме наградата, меѓутоа не од Господа. За да биде твојата милостина во тајност и твојот татко, еве во 4 стих, кој гледа во тајност, ќе те награди јавно. 5, и кога се молите, еве и за молитвата, не бидете како лицемерите кои сакаат да се молат, стоејќи по синагогите и на аглите од улиците, за да ги видат луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. Повторно тоа не е наградата од таткото. Чистиот по срце е транспарентен. Тој е таков, како што гледате, тој е таков. Нема маска за од црква, маска за дома, маска за на работа и не знае и колку маски има. Еден ден сите маски ќе паднат.
Денеска имате, знаете, модерно ова барање на слава од луѓето. Не мора по агли да се молите или не знам. Може некој пост на Фейсбук или не знам, нешто онака. Некоја слика или било како на, не знам, на некој начин можете да тоа да го прикажете за да ве видат луѓето, за да ве фалат луѓето, за да речат, ау, каков христијанин е овој. Се присутен е на социјалните мрежи, да кажеме, и види, не постира ништо друго, освен стихови тамо, цитати, не знам ова, не знам тоа. Ако желбата е прослава од луѓето, тоа веш фрлите го тоа во ѓубре. Џабе тоа не вреди пред Господа. Тоа не е одлика на чисто срце. Или барем оној кој што има тенденција и сака да има чисто срце. И сега доаѓаме до еден стих, Пословици 29. Пословици 29. Кој може да рече, го очисти в своето срце, јас сум чист од мојот греф? Прашање. Да, Дојчин зборуваше, се сеќавам, за сигурноста во спасението. И то може ли некој од нас да каже, еве сега вечерва, дека му има чисто срце? Сите дома ќе се одговориме, не барам тука да ме одговарате. Еве според ова, како што гледаме, што значи чистото срце, зошто е потребно да имаме чисто срце. И ова изгледа невозможно, навистина, еве, сега повторно си исправуваме пред нешто што е голем предизвик. Меѓутоа, самото ова треба да не понизи и да на некој начин не одведе повторно во Матеј 5.3, ја би рекол, а Матеј 5.3 беше бедните по дух се блажени. Да сватиме дека ние не можеме, да му понудиме ништо на Господа. Па и во песната пеевме, кој го чисти срцето? 123-та песна. Молам? Да, Светиот Дух, Бог. Бог е тој кој што го чисти срцето, ние само треба да дозволиме да тоа го стори. Да се согледаме уште еднаш колку сме бедни. Нема што да му понудиме на Бога. Поделено срце. Еден ден вака, другиот ден онака. Знаеме да лицемериме, можеби, знаеме да лажеме. Не знам, имаме идоли во својот живот, трчеме по некои други работи. Бог ни е на второ место и така натаму, и така натаму. Имате X ситуации. Како да го очистиме срцето? Можно ли е да го постигнеме тој идеал? И пак повторно прашањето, зарем Исус овде бара од нас невозможна работа кога вика чистите по срце ќе го видат Бога? Бара од нас чисти срца? Или Давид во 51 псалм кога се моли, Господе, создај ми чисто срце, што онака по ветар се моли? Бара нешто невозможно? Не сватил што му треба. Ја сватил суштината, затоа и го бара. Тоа вистинското. Тоа е крајниот идеал, може да се каже. Крајната цел, чисто срце. Цело, предадено на Бога. Односно, Христос тогаш пребива во вас. Само во чисто срце може тоа да се случи. Значи, пак доаѓаме до таа бедна состојба и потребата од Господовата милост. Да се повикаме само на Неговата милост. Зашто ние не можеме самите. Ние денеска може ќе изгледаме дека сме чисти, онака ќе запнеме малку, се ќе биде супер, ама утре ќе паднеме. Толку можеме ние. И затоа псалмистот Давид во 51-иот псалм, ја реков дека не можеме да го одминеме, на што се повикува уште на почетокот од псалмот? Смили ми се, Боже, според Твоето милосрдие. Денеска зборувавме за милост. Смили ми се, Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Да, може би ние не сме направили прелюба или убиство, ама сме направили други така мали, ситни, може би гревови, ама грев си е грев. Кога сме кај ова ситни, мали
денови, не знам како, така ми дојде некоја мисла, си размислувам и си викам, сега математички, ако сметаме, Адам и Ева сгрешиле, скинале од тоа едно дрво. И сега предпоставка, колку дрва имало во градината, од кој што можеле да берат? И колку е процентот на тоа едно дрво кој што им било забрането? Не е ни еден, не верувам дека е 1%. Да, те слушнав што кажа, да. Не е еден, веројатно е многу помалку од 1%. И заради тоа биле истерани од Едем. Или можеби ние не сме направили како Давид и јавен греф на прелюбе или било што, ама кој знае што се случува тука? Односно, тоа е срцето, кога веќе зборуваме за срцето, тоа е умот. Значи, смили ми се Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот, видите како се задржува Давид токму на тоа, на чистење, на миење. Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот греф, зашто го признавам своето беззаконие, мојот греф е секојаш пред мене. Тебе, само тебе ти сгрешив и направиш што е зло пред тебе. Ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Еве, грешен су веќе роден во греф ме зачна мојата мајка. Тоа е голем проблем, нашата грешна природа. Ете, ти љубиш искрено срце. Еве, повторно. Може би некој ве прави тамо надвор будала, што сте искрен, ама Господ љуби искрено срце. Ме учиш на мудрост во длабочината на душата, пороси ме со босилок за се, или, што беше босилок? Не беше босилок, што беше? Исоп. Со Исоп, за да се очистам, изми ме и ќе бидам побел од снегот, чист како снег. Дај ми да чуем радост и веселба, за да се зарадуваат скршените коски. Заврти го лицето од моите гревови, избриши го сето мое беззаконие. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене, она позната песна. Чисто срце дај ми, мој Господе. Може да имаме чисто срце. Господ е тој кој што може да го очисти. 1 Јованово 1:9. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен и што? Да не ги прости гревовите и да не очисти од секакво беззаконие, од секоја неправда. Тоа го прави Бог. Тоа го прави Бог кога сме оправдани, кога ќе се покаеме. Тога сме чисти пред Него, како да не сме сгрешиле. Сега понатаму е процесот на посветување во кој што треба секој ден да растеме, секој ден наново да се раѓаме и секој ден да му го предаваме срцето. И сега на крајот, кој е благословот за оние со чисто срце, што рековме, тие ќе го видат Бога? Може би не толку битна тема, ама јас верувам дека ќе го видам Бога. И при тоа мислам на Отецот. Реков, негова најголема желба, јас верувам дека да се сретне повторно со нас, со паднатото човештво. Оние кои што ги создал по својот лик, чистите по срце ќе го видат Бога. Овде зборува за некое идно време. Знаете, ние и денеска може да го видиме на некој начин. Може да го видиме во Словото, може да го видиме во природата, нели? Елен Вајд ни кажа во патот кон Христа и на многу други места. Господ ни се открива преку природата, преку убавините во природата. Господ ни се открива во Словото, секако. Еве, ајде да се подсетиме на крајот. Псалм 19:1. Небесата ја раскажуваат Божјата слава, небесниот свод го навестува делото на неговите раци. Јован 5:39. Вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат за мене. Значи, небесата ја раскажуваат Божјата слава, неговите творенија. Писмата сведочат за Господа. Писмата исто така раскажуваат Божјата слава. Сега одиме во Јован 17:24, онаа позната молитва Христова. Јован 17:24. Ќе преминеме 8 часот, јас се извинувам, ама мислам дека тоа не е проблем. Јован 17:24. Се моли Исус и вели, татко, сакам оние кои си ми ги дал, да бидат со мене таму каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава.
Кога ќе можеме да ја видиме Христовата слава? Онака како што е. Не може тука. Тоа кога ќе бидеме во прославени тела, тогаш. Што ми ја даде, били, зашто ме љубеше пред создавањето на светот. 1 Јованово 3:2. Возлюбени, сега сме Божи деца. 1 Јованово 3:2. Возлюбени, сега сме Божи деца. И уште не се откри што ќе бидеме. Но знаеме, кога ќе се открие, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Кога ќе го видиме Исуса за прв пат онаков каков што е? Кога ќе дојде на облаците? А како ќе дојде на облаците? Во сета слава. Не само во сета своја слава, туку вели Матеј 16:27, зашто Синот човечки ќе дојде во славата на својот татко. Ако има сега некоја разлика од славата на едниот и другиот, тие се едно. Страшно е, и затоа и така планот на спасението, зашто Исус дошол во човечко тело. Меѓу другото, мислам, сега знаеме дека таа е многу битна вистина, да дојде баш во наша грешна природа. Меѓутоа, ја покрил Божјата слава на тој начин. Ја сокрил од нас. Што се случило за момент, само кога го апсат, само за момент се пројавила малку Божјата слава. Што се случило? Испопаѓале овие што дошле да го апсат, војниците. Испопаѓале. Нема шанси ние да се соочиме со Божјата слава вакви какви што сме тука. Но, дали така ќе биде кога Исус ќе дојде во татковата слава, при второто Христово доаѓање? Да, за едни ќе биде така, тие што ќе се кријат по пештерите, ќе велат карпи покритени и така натаму, ама кои се тие? Неправедните. А ние ќе се преобразиме и оние кои што се мртви ќе станат и тие преобразени, праведните нормално, и нема да бегаат од Христа. Ќе го видат во сета Негова слава. Сега ќе речеме тоа е Христос. Добро. Тогаш ќе го видиме онаков каков што е. Значи нема да има последици по спасените. Откровение 22:3. Ова е на крајот, ова е описот на новата земја, овде се спасените, значи овде се сите во прославени тела, сите се чисти, спасени. И вели во стихот 22:3 Откровение, и нема веќе да има никакво проклество и престолот на Бога и на јагнето ќе биде во неа и неговите слуги ќе му служат. 24 стих, значи пред престолот, и ќе го гледаат неговото лице и неговото име ќе биде на нивните чела. Сега некој ги рече сега дали е Христовото лице, дали е Божјето лице, не знам, проучувајте. Што вели Јани, домашна задача. Ја пак ќе кажам, ова е многу небитна работа, меѓутоа за мене е битна, јас ја сваќам како битна. Битно е да Господ ни ги прочисти срцата и да бидеме таму, и да се видиме со Бога. Како тоа ќе изгледа, не знам, ја не можам да го објаснам. Меѓутоа, еве, давам стихови, давам некоја моја слика, се надевам дека тоа е библиско гледање на овие нешта, за тоа како ќе биде таа средба со Бога. Значи, ќе го гледаат неговото лице, неговото име ќе биде на нивните чела. Сега, Адам и Ева, кога паднале во грев, односно пред падот во грев, имале комуникација со Господа? Имале. Може ли да ги видат ангелите? Имале ли комуникација со ангелите? Што е некоја друга сфера или димензија која што ние сме ја изгубили со падот во грев? Ние не можеме да видиме сега ангели, освен ако Господ така не направи некоја ситуација, ама нема да ги видиме во слава. Од ангели паѓаат, а не па од Бога со неговата слава која ќе се појави. А ангелите дали имаат комуникација со Господа, дали се гледаат со Господа? Еве, читаме Матеј 18:10. Како рече Даниел? Добро. Матеј 18:10.
Гледајте да не презрете едно од овие мали, и ако читаме во контекстот, тоа се оние што се како деца. Исус алудира на деца, оние како деца. Еве, видовме деца, едноставни, искрени, чисти. Тоа се тие. Тие мали, немојте да презрете едно од овие мали, зашто ви велам дека нивните ангели во небесата постојано го гледаат лицето на мојот татко кој е во небесата. Дури стои изборот постојано. Имаат постојана комуникација, постојано го гледаат лицето на мојот татко кој е во небесата, вели Исус. Да не се задржим сега од целата тема на овој дел, меѓутоа сакав и ова да го спомнам, да го вклучам, затоа што тоа е онаа награда, тоа е оној најубавиот дел за мене. Чистите по срце ќе го видат Бога. Замисли си таткото кој што се раздвоил од своите деца, односно тие се раздвоили од него заради гревот, дал се и направил се што може, го дал и својот син, за да повторно ги спои, се спои со нив, и да не можете да го видите, да не можете да се сретнете со него. Ја тоа не можам да го разберам. Колку и да е, не знам, теолошки можда не е исправно да кажеме, ја тоа не можам да го разберам. Како таткото со изгубениот син, еве, слика. Па чекал цело време тука да се врати, па му се стрчал во пресред, па го гушнал и така натаму и така натаму. Што да зборуваме, мислам. Тоа е и опеано, и опишено, и... Па зарем ние не го имаме тоа како дел од нашата природа, колку и да е грешна. Еве и земски татко нека е опрашен, или не знам, разделба некоја од некој ваш мил сакан, некој подолго време. Па каква ќе биде таа наша средба со нашите починати кога еден ден ќе воскреснат? Па тоа е многу, тоа се убави моменти, тоа се прекрасни моменти. Но нека Господ ни помогне да, односно ние треба да му го предадеме сето срце, а тој да го очисти, затоа што чистите по срце ќе го видат Бога, а јас се надевам дека тоа ќе биде скоро и тоа многу скоро. Слава нека му е. Амин.